Струјата на берзите достигна рекордни 500 евра за мегават час, а власта уверува дека домашното производство е стабилно. За сега немало увоз, а се правеле напори сите енергетски капацитети да се стават во функција. И додека експертите се скептици дека ќе има доволно јаглен и мазут за термоелектраните и дека во Рек Битола можат на долг рок да работат сите 3 блока истовремено, директорот на ЕСМ тврди дека сите набавки се навремени. Се потрошиле околу 55 милиони евра во изминатите месеци за набавка на јаглен и мазут за потребите на РЕК, ТЕЦ Осломеј и ТЕЦ Неготино. Ковачевски уверува дека немало потреба и не можело да се набавува струја за толку месеци однапред, туку ќе се купувало ако се јавела вонредна потреба. Тврди дека цените по кои се купуваат енергенците биле пониски од оние на берза. Значи ништо не е задоцнето, ние ги набавивме потребните количини за овој период до ноември месец. Сега набавуваме за ноември, април месец. Имаме количини, има доволно количини и одговорно можам да тврдам дека ние како држава во моментот набавуваме јаглен со најниска цена во регионот. Просечната цена се движи од 55 до 62 евра по тон. Владата упорно тврди дека законски потреби од рестрикции нема, а земјата е пред прогласување енергетска криза. Институциите нема да добијат наредби, туку само препораки за штедење на струја, а истото министерот за економија Бектеши го побара и од граѓаните. Вели за сега немало потреба за уште еден ребаланс на буџетот за да им се помогне на државните електрани зимава, бидејќи оние 100 милиони евра заем за ЕСМ од ДЕБОР биле доволни. Морало да се прогласи енергетска криза за да им се помогне на државните електрани во случај на колапс на енергетските капацитети. Да заштедиме што повеќе електрична енергија колку што можеме, имајќи во предвид дека на таков си начин ќе ја олесниме работата и на домашните капацитети. Бизнисите со низа барања владата да им помогне за да не стават клуч на врата и да поделат откази. Бизнисите бараат така наречената зелена енергија од обновливите извори да се намени за индустријата, да нема забрани за увоз на струја од Србија и Бугарија, да се зголеми производството, да се измени законот за градење за да се олеснат процедурите за поставување фотоволтаици. Во моментов во нашата држава има инсталирано некои 40 на мегавати, значи што фотоволтаици, што мали хидроелектрани, кои што се неприклучени на електроенергетската мрежа, да тие капацитети што е можно побрзо се приклучат на електроенергетскиот систем, бидејќи денеска секој инсталиран мегават е чисто злато и е многу значаен во енергетскиот систем на државата. Владата тврди дека нивните барања се прифатливи, но не знае кога тие ќе им олеснат на фирмите за да плаќаат поевтино. Бизнисите во моментов плаќаат 10 пати поскапа струја од домаќинствата. Експертите со месеци алармираат дека ЕСМ требаше да мисли навреме и многу порано да набави енергенти по пониски цени за да обезбеди што поскоро активирање на 100% од електраните кои треба да обезбедат струја не само за граѓаните, туку и за стопанството.